Meni je veoma drago da smo danas gostili ministra za lokalno samoupravo Republike Severne Makedonije sa suradnicima. Dugo smo planirali taj sastanak i veliki interes Slovenije za proširenje i uključivanje Makedonije, Severne Makedonije u Europsku uniju. Mi znamo kakve su poteškoće kad ulaziš u Europsku uniju i zato je dobro da imaš na svojoj strani dobrog prijatelja koji ima iskustva i koji zna gdje smo mi napravili greške i da te greške ne budu napravljene u ulasku Severne Makedonije u Europsku uniju. Znači, govorili smo o korištenju europskih fondova i ostalih fondova koji su povezani sa članstvom u Europskoj uniji. Kakav je sam proces, kakav je proces osnivanja NUTS-2 regija, od kojih zavisi koliko para zapravo dobije država iz kohezijskih sredstava. I razgovarali smo isto o veoma značajnoj vezi sa kohezijom, to je regionalni razvoj, jer naše ministarstvo je od prošle godine Ministarstvo za koheziju i regionalni razvoj koji se bavi, i to je jedna od značajnih zadataka, sa skladnom regionalnom razvoju, jer mi moramo da radimo sve države Europske unije i to je i zadatak, mislim da i Severne Makedonije, za to da sprečimo odlazak mladih ljudi iz nerazvitih regija, da obezbedimo razvoj koji će biti osnovan na decentralizaciji, na supsidijarnosti i na tom da se oni dio zemlja koji se slabije razviju brže i da dostiču one koje su razvijene. To je smisao kohezije, to je smisao skladnog regionalnog razvoja. Mi smo se danas dogovorili da u buduće uspostavimo dobro zajedničko saradnju, da smo partner na putu Severne Makedonije Europskoj uniji, da im pomognemo i mi smo zapravo na raspolaganju i ja se nadam da sutra kad je zaslušivanje naše kandidatke za komisarko gospođo Marte Kos da bude uspješna, navijamo za nju, jer ona će biti komisarka baš za ono što smo mi razgovarali, za proširenje. Hvala puno. Ministre, какво е значението на развој на искуството со Словенија како земја членка на Европската унија во однос на Македонија? На мое огромно задоволство, денеска имавме прва средба со мојот словенечки колега, разговаравме на сите оние теми кои што нас како ресорно министерство не тангираат и навистина беше многу плоден состанокот затоа што се опфати периодот кој што Република Словенија го изоде пред зачленувањето на Европската унија со сите негови предизвици, но и моментот на полезностите од кога е земја членка по рамки на Европската унија. Ние како земја претендент за големото европско семејство секако беше благодарност, многу примамливо да се слушнат сите оние работи кои што Словенија како земја на својот пат ги изоде, но и полезностите, како што споменав, од оне искористување на сите оние европски фондови кои што стојат на една земја членка на располагање. Ние сега сме во фаза на адаптација на законот за локална самоуправа и сите овие позитивни практики кои што денеска ги слушнавме секако ќе ги имплементираме тамо. Како што спомена и министерот, договоривме на техничко ниво во периодот кој што ќе следи да формираме работни групи кои што сите оние позитивни практики ќе се пресликуваат во рамки на Република Македонија, се со цел да го зголемиме квалитетот на живот на нашите граѓани во рамки на процесите на локалните самоуправи, во рамки на процесите на развојот на рамномерниот регионален развој. Сметам дека наш императив е да периодот кој што ќе следи, без разлика на сите проблеми и пречки кои што нашата земја ги има во процесот на интегрирање кон Европската унија, наша основна обврска е да си ги завршиме ние нашите домашни работи, за од кога ќе почне процесот на интеграција, да едноставно кажеме дека сме спремни. На тој начин, секако, како предуслов, го зголемуваме квалитетот на живот на нашите граѓани, едноставно ќе придонесеме во поголем рамномерен и регионален развој на целата наша држава и се надевам дека тоа ќе биде главниот фокус наш во иднина. Значи, сите оние позитивни практики кои што Република Словенија ги спроведе во изминатите години да ги пресликаме кај нас. Огромна благодарност
за вас, мој драг колега, за вашето гостопримство и за вашата досегашна поддршка на ниво на влада за нашата земја во пристапниот процес во рамките на Европската унија. Навистина многу ни значат вакви поддршки од страна на вакви пријатели, затоа што се искрени и се во насока на пред се нашиот раст и развој, но не само на нашата држава, туку и на цела Европа. Уште еднаш благодарност и се надевам дека и периодот кој што ќе следи ќе има уште многу вакви продуктивни и квалитетни состаноци. Ви благодарам. Благодарам.